Водно кале градскиот парк и подземниот булевар кај Лимак, ако Орце Ѓоргиевски го фати кормилото на метрополата, тој ветува дека скопјани ќе живеат без сообраќаен хаос и ќе уживаат во уредени места за рекреација. Патеките на водно зеленилото во градскиот парк, Скопското кале, се местата каде Ѓоргиевски често оди. Тој планира уредување на патеките, нова урбана опрема и културни настани што ќе ја направат тврдината вистинска туристичка точка, а не заборавен дел од градот, зашто, како што вели, таа е символот на Скопје. За него, освен планинските патеки на водно од душата на градот, ја прават и дебелите дрвја во градскиот парк. И она што најмногу му пречи е ѓубрето и нечистотијата. Многу пати досега ми изјавено дека Скопје го чека генералка уште првиот ден откако ќе влезе во градската зграда. И не се само чистите улици, парковите и зеленилото. Омилен проект кој според него е најреален од целата програма е подземниот булевар и кружните текови кај Лимак. Ѓоргиевски вели, тоа е првиот проект за кој ќе се фатам да работам. 2 дена пред изборите тој ми се заблагодари на поддржувачите и побара поддршка од граѓаните, за да може Скопје да го направи модерен, зелен и поврзан град. Јас сум среќен што Скопје е конечно будно, што скопјани се будни и се спремни за промени, не само промени за Скопје, туку и промени овде токму во центар. Повикувам на масовна излезност во недела, на масовна референдумска излезност од нашите сограѓани, што е можно во поголем број да излезат, а од понеделник ги засукуваме ракавите и започнуваме со темелни промени на нашиот главен град. Ѓоргиевски планира воведување на електрични автобуси. Дел од визијата се и нови велосипедски и пешачки линии кои ќе овозможат побезбедно и поудобно движење низ Скопје. Посебен акцент става на приградските населби каде што недостасува основна инфраструктура. Најавува решавање на проблемите со фекалната канализација, водоводот и уличното осветлување со цел сите граѓани да имаат еднаков квалитет на живот. Тој е роден и израснат во Драчево. Завршил средно медицинско училиште Отсек лаборант, дипломирал на правниот факултет политички студии. Во периодот од 2017 до 2021 беше советник од редовите на ВМРО ДПМН во Советот на Кисела вода, а потоа стана и градоначалник на истата општина. Ѓоргиевски во политичките води уште од 2005 како член на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН.